вечер, искрени и честни патриоти! Во 38-та година фашистите во Германија на 8 и 9 ноември истераа натор од границите се она што беше против на нивните сваќања. 28 ноември 2017 година хундата на чело со Заев пика по затвори се она што не се согласува со нивната предавничка политика. Македонскиот интелектуален крем, македонските интелектуалци и уметници секогаш биле во судир со комунистичката багра. Би сакал да си споменам на сите луѓе кои што не водеа над 70 денови за заедничка Македонија. Тука би го спомнал како уметник и Ристо Шишков. Да се подсетиме на неговиот лик и дело и на неговата фамозна реплика: чија песна да пееме, вашата или нашата? Дурловски е затворен затоа што пееше нашата песна, македонската. Би сакал и да си припомнеме за бранителот Митко Чавков, кој што му се товари дело тероризам, исто како на оние од Диво населје. Кој е поголем терорист? Митко Чавков што ја бранеше државата или оние терористи што ја напаѓа? Кој е поголем терорист? Човекот учествувал и во одбраната во 2001 година, каде што Заев како дезертерот бегнувал да го служи воениот род. Кој е поголем терорист? Оној што ја бранел државата или оној што бегал од незините органи? Македонци, она што е јасно е дека на крајот повторно македонците ќе победат. Дека се ова што се случува ќе биде само една грда страница во историјата, а сите оние што се сега по темните зандани ќе им дадат историска димензија дека биле затворени за Македонија. Тие луѓе сега моментално лежат заради тоа што сакаат Македонија да биде таква како што сите ја познаваме, независна и горда и да се вика Македонија. Драги мои сограѓани, па што доживеавме? Па Павле ќе не суди. Оној човек што ги сквернавеше институциите, што ги сквернавеше спомениците, што прваше боја на триумфалната капија, каде што викаше дека што може тука да се помисли со боја, што означува таа капија, каде што се ставени најголемите македонски победи. До тоа ли дерече дојдовме? Да ја продаваат Република Македонија, кај стигнат за што? За кого? За пари? За подобро утре на сите нас? Не верувам, драги браќа и сестри македонци. Она што останува е на нас, да доаѓаме што помасовно. Нашиот револт да биде што е можно поголем. И на крајот моето обраќање би сакал да завршам со говорот на Владо Јовановски на 28 април, веднаш после настаните во собранието. Бардот на македонското глумиште кажа дека треба да бидат среќни кога македонскиот народ е бучен, ама треба на вистина да бидат загрижени кога македонскиот народ молчи. Тогаш Господ нека ни е на помош. Во Македонија во изминатиот период владее замрачување, а почнува да владее и молк. Да сте ми живи и здрави и на крај со Господ напред да знаете дека повторно Македонија ќе победи.